Диви лебеди. Си живееа еднаш 11 млади принцови и нивната сакана сестра, принцезата Елиза. Татко им, кралот, откако остана вдовец, се прежени со една злобна жена која не губеше време да ја избрка Елиза од дворецот. Потоа, со црна магија, таа ги претвори браќата на девојката во диви бели лебеди, кои одлетаа далеку од дворецот. Елиза живееше со некои селани се до нејзината 15-та година, кога кралот ја повика да се врати во дворецот. Меѓутоа, пред да се сретне со татка си, нејзината макија толку многу и го измачка лицето со кал и ја лиштата и ја разбушеви косата, што кралот не ја препозна и ја изгони. По долго талкање, низ шуми и мочуришта, Елиза дојде до морскиот брег. На зајди сонца, 11 бели лебеди слетаа на брегот и кога последниот сончев зрак исчезна зад хоризонтот, тие се претворија во нејзините браќа. Во истиот миг тие ја препознаа сестра си и се стрчаа кон неа. Сите беа неизмерно среќни и возбудени. "Сакаш да дојдеш и да живееш со нас на другиот крај на морето?" ја прашаа браќата, кои дење беа лебеди, а ноќе беа луѓе. "Се разбира дека сакам," одговори Елиза. Потоа, нејзините браќа се фатија на брзина да исплетат мрежа од розоги и врбови гранки, во која ќе ја пренесат својата сестра. Откако изгреа сонцето, тие повторно се претворија во лебеди и полетаа со тешката мрежа која што цврсто ја држеа во нивните клунови. Нивниот лет беше долг, а Елиза, нишкана од ветрот, заспа. Таа сонуваше една самовила која и кажа да искае за нејзините браќа специјални кошули од коприви кои ќе ја жарат нејзината кожа. Потоа, таа треба на секој лебед да му ја наметне кошулата за да се поништи магијата. За цело тоа време Елиза мораше да молчи затоа што само еден изговорен збор ќе ги убие нејзините браќа. Кога стигнаа на целта и Елиза стапна на новата земја, таа истрча да собира журливи коприви и почна да ги усукува и ткае без да избори ни збор или да офне од болка поради нејзините вцрвенети раце полни со бликови. Наскоро првата кошула беше готова. Едно утро, додека Елиза седеше на една карпа и ја ткаеше втората кошула, група ловци, предводени од кралот на таа земја, поминаа крај неа. Веднаш, што ми ја здогледа, кралот лудо се заљуби во Елиза и ја побара за жена. Кимајки со главата, таа прифати и беше однесена во кралскиот дворец, каде што веднаш се одржа свадбата. Бракот со кралот не ја згасна љубовта на Елиза кон нејзините браќа. Така, секоја ноќ девојката одеше во најгустите шуми и снопче по снопче береше журливи коприви кои ги усукуваше и ги ткаеше по цела ноќ. Некои дворјани ги забележаа необичните ноќни прошетки на кралицата и сомневајќи се дека е вештарка, го известија кралот за тоа. За да го побие секој сомнеж и озборување за неговата сопруга, една вечер кралот ја следеше тајно и кога вида дека таа навистина сама оди во шумата, и тој поверува дека жена му е вештарка. Против своја волја нареди да биде затворена и да чека судење. Сепак, на сиротата Елиза и беше дозволено да ги земе кошулите и копривите во занданата. Така, дури и во темната зандана, девојката продолжи да работи неуморно, да преде, да ткае и да ја шие боцкавата ткаенина. На денот на нејзиното судење, војници ја одведоа Елиза заедно со нејзините кошули на плоштадот, каде што беше качена на еден дрвен подиум на кој требаше да и се суди. Одеднаш 11 лебеди се спуштија од небото, подготвени до смрт да се борат за неа. За миг Елиза фрли
по една кошула врз секоја од птиците, кои се претворија во 11 прекрасни принцови пред чудоневидениот насобран народ. Клетвата беше скршена, а Елиза конечно можеше да му објасни се на незиниот супруг, кој, покајнички и полн со жалење, бараше прошка од неа пред своите поданици. Потоа имаше огромна гозба и од тој ден Елиза, кралот и 11 принцови си живееа среќно за секогаш.